Американскиот потпредседател Џеј Ди Венс изјави дека е оптимист за иднината на TikTok во САД по постигнатиот договор кој, според него, овозможува ефективна контрола врз безбедноста на податоците и спречување на странско влијание преку алгоритмите. Можеме да се осигураме дека алгоритмот нема да се користи како алатка за пропаганда од страна на странска влада, изјави Венс. Договорот предвидува формирање нова американска компанија која ќе ги надгледува операциите на TikTok во земјата, при што кинескиот ByteDance ќе задржи помалку од 20% удел. Меѓу инвеститорите се Oracle, Silver Lake и MGX од Абу Даби, а се очекува вклучување и на досегашните инвеститори во ByteDance како General Atlantic и Sequoia. Венс посочи дека новата структура ќе обезбеди американско мнозинство во сопственоста, без учество на федералната влада. Компанијата TikTok се проценува на околу 14 милиарди долари, а според договорот, над 80% од неа ќе биде под контрола на американски инвеститори и нивни партнери. Порака фрлена во шише во 2007 година од девојче по име Линда од Рединг, Англија, конечно беше дешифрирана со помош на вештачка интелигенција. Шишето било пронајдено во 2018 година на германскиот остров Силт, но текстот во него бил неразбирлив се до неодамна. Благодарение на алатки како ChatGPT и други системи, пораката е делумно прочитана. Кој да го најде ова, ве молам пишете ми, проследена со адреса во Англија. Пронаоѓачот Малте Бајер, кој работи во областа на вештачката интелигенција, по години од пронаоѓањето се решил повторно да го испита писмото. По скенирање и анализа, успеал да ја открие скриената порака и адресата. Сепак, компанијата која денес се наоѓа на таа адреса не знае ништо за Линда, која се претпоставува дека била тинејџерка кога ја испратила пораката. Според експертот Майкл Ханиш, ова е пример за тоа како новите генерации на јазични модели можат успешно да ги дешифрираат нејасните и оштетени текстови. Новите модели комбинираат текст и слики за подобро разбирање на контекстот, што отвора нови можности за расветлување на стари пораки и документи. Нов извештај на Deutsche Bank предупредува дека инвестициите во вештачката интелигенција моментално ја одржуваат американската економија над вода, иако реалниот раст на брутодомашниот производ без тие вложувања е речиси нула. Само од 2023 до август 2025 година, во инфраструктура се влеале над 368 милиарди долари, најмногу во дата центри и електрични капацитети. Бумот ги надмина дури и нивоата од дотком ерата. Сепак, аналитичарите предупредуваат дека овој раст е неодржлив. За економијата да продолжи со вакво темпо, технолошкиот циклус би морал да се забрзува со се поголема брзина, што е невозможно. Половина од добивките на S&P 500 годинава доаѓаат токму од технолошки акции, што го зголемува ризикот од финансиски шок доколку дојде до застој. Според Bain & Co, индустријата би можела да се соочи со дефицит од 800 милиарди долари до 2030 година, трошоците ќе ги надминат очекуваните приходи. Доколку не се случи реална трансформација на економијата преку вештачката интелигенција, светот ризикува да остане со скапо платена, но неисплатлива инфраструктура, замок од карти што лесно може да се сруши.